Обичај, а не црковно правило, исто како и палењето на коледарските огнови е и фрлањето на крстот во осветените води за водици или богојавление. Разликата меѓу двете традиции е што од втората, односно фрлањето на крстот, црквата не се откажува, како што тоа го направи со традицијата на палење на бадникарските огнови. И годинава во Штип чесниот крст ќе се фрла на две локации. Подготовките за водици или во Јордан се почнати, досега се пријавиле 8 скокачи. Според нашата традиција и ова година чесниот крст ќе се положи во реката Бргалница кај Астивовата градинка и во мостот кај Кежевица во Ново село. Значи во Кежевица во Ново село ќе биде во 10 часот, а кај Астивовата градинка ќе биде во 11 часот. Според правилата на православната црква, сите што се крстени, односно што ја примени православната вера, може да влезат во реката Брегалница за да го фатат честниот крст. Фрлањето на крстот е само обичај кај народот. Традицијата ја прифатила и црквата, иако не е според прописите и црковните канони. Сепак тоа е само традиција, обичај. Обичајот значи дека може да има и фрлање на крст, а може и да не има. Не е пропишено со каноните, со прописите, туку тоа е обичај кај нашиот македонски православен народ. Дали треба да се скока по крстот или не, тоа е одлука на верниците и прашање до лекарите. Секој кој има желба може да си ја испроба среќата, но што велат лекарите за последиците по здравјето? Во суштина, оние кои се потполно здрави, кои имаат добар кардиоваскуларен систем, тој би требало да може да се адаптира на наглите промени на времето. Оној кој е болен, кој веќе носи со себе некакво заболување, хроничен притисок и нарушување на кардиоваскуларниот систем, секако дека е ризик да направи едно таква нагла промена на температурата на организмот, која влијае на функциите на организмот, и затоа препорачуваме да влегуваат во ваква религијска авантура само оние кои се навистина здрави. Се обидуваме сите овие години да ги различиме тие, меѓутоа се случува и некои без да не прашаат нас да се појават таму и да успеат да влезат во водите, меѓутоа тоа е личен ризик и лично убедување на верниците. Синодот на МПЦ одлучи да стави вето на традицијата на палење на коледарските огнови за искоренување на паганските обичаи. Традицијата за фрлање на крстот на водици или богојавление, стара преку 2000 години на денот кога според верувањето Исус Христос бил крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан, ќе продолжи. Но се знае кој може да скока по крстот. Како што има хиерархија во сите институции и служби, така и во црквата се знае кој може да скока по светиот крст, потенцираат од Брегалничката епархија, од каде и годинава го повторија ставот дека традицијата останува на посилниот пол и дека жените не може да бидат дел од церемонијата за фаќање на крстот за водици.